Представете ни се? Јас сум Јанка Узунова, во времето кога учев во Велес Иванова. Која генерација е ова? 67-68. Колку ученици сте тука присутни од генерацијата и какви спомени ве врзуваат за училиште? Преку 22 тројца може има. Имаме добри спомени од тоа време, затоа што ние бевме многу јака генерација. Ние одевме на надпревари, учествувавме и на надвор од Македонија на тоа време, или Југославија постоеше на надпревари од областа на хемијата. Така. Сме биле во Белград и освојувавме награди. Инаку сите ученици што не бевме од Велес, бевме сместени во интернат и ние имаме многу убави спомени од интернатскиот живот. Си правевме забави, па еднаш месечно може беше по саботите. Се дружевме. Убав ни беше животот во интернат. И убав беше образовниот процес. Убав, Имавте лабораторија, ова беше добро училиште, велат генерациите. Да, едно од најјаките средни училишта во Македонија. Ние бевме голем дел од денот, од времето во училиштето, затоа што ќе ни завршија часовите, одевме на вежби. Од секој предмет, поготово од овие хемиите што ги учевме, аналитичка, органска, неорганска, тие физички, имавме практични вежби. И тоа многу ни исполнуваше. Ние за време на летниот одмор посетувавме организации кои што ни беа блиски со нашата струка што работевме. Дури и некои професори не носеа на практична настава. Да ги видиме, да речеме учиме за некоја машина или за некоја керамика, ние одевме на лице место тоа да го видиме. Тоа беше многу добро. Ја поврзува праксата со теоријата. Сега денеска не знам дали има такво нешто. Слушнав дека има меѓу вас инженери, знам за професори, кој друг профил? Јас сум технолог инженер. Па повеќето отидовме на технолошки факултет. Тоа беше средно хемиско училиште на технолошки. Не знам дали има некој на природно математички, не се сеќам. Од овие тука што сме, мислам, има само инженери технолози. И голем дел од нив стана на раководни места, директори. Еве ние имаме една директорка. Една успешна директорка на Европа. Може Браво. ние се гордееме што многу мои соученици, јас лично се гордам што многу наши соученици го покажаа учењето и стана раководни лица во многу познати гиганти во Македонија. Да не набројувам Офис, Европа, Бивара, па во Велес, Порцеланка. Ви благодарам.